Добар ден. Јас се викам Целина Тонкен. Јас сум стара Скопјанка, сега живеам во Мелбурн, Австралија. И слушнав за огромната трагедија што стана во Македонија. И испраќам соучество на сите луѓе што се директно и индиректно погодени со ова ужасна трагедија. Јас исто така сум и тренер за една метода што се вика EFT, тапкање. Јас би сакала да споделам со вас како може да употребите ова метода кога сте под стрес. Што мислам дека сега повеќето сте под стрес со ова ситуација. И јас тука што сум во далечна Австралија се чувствувам погодена од ова ситуација. Значи, во земјата има колективна анксиозност, има жал, има љутина, има секираци и сите ја чувствувам, ги чувствуваме тие чувства. Исто така слушаме на телевизија новини, на интернет новини, од луѓето околу нас зборуваат за тоа и многу е лесно да станеме растревожени и стресот да ни се зголеми. Во ова ситуација ние треба прво да се научиме како да се заштитиме нашата енергија. Зашто кога знаеме ние како да се заштитиме нашата енергија, ние ќе имаме доволно енергија и сила да им помагаме и на другите. Да речеме, кога влегувате во авион, една од првите работи што ќе ги рече во авионот е ако има некоја несреќа, ставајте си ја маската прво на вас, за да вие добиете кислород, и после ставајте ја маската на детето или на некој друг до вас. И така и во ова ситуација. Значи, тапкањето е многу добро, зашто помага со намалување на испитувањата, покажува дека тапкањето помага со намалување, брзо намалување на стресниот хормон кортизол. И кога ќе го намалиме ние тој стресен хормон во нашето тело, ние тогаш се смирува, телото се смирува и имаме доволно крв и кислород во мозокот за да можеме да мислиме и да донесеме подобри, поефикасни одлуки за проблема со кој што се соочуваме. Сега да ви покажам неколку вежби, а што ги викам вежби за прва помош. Ако имате време и ако можете да одите во некоја средина каде што нема некој друг што да ве гледа, можете да правите ова вежба. Само треба да ме следите мене и да правите што јас ќе ви речем да правите. Мислете за проблемот што моментално станува во Македонија. Чувствувате ги чувствата на кои чувства имате, жал, страв, загриженост. И почнете да тапкајте тука, на страната на дланката и вдишите. И издишите. Значи, гледате го тој проблем пред вас и почнете да тапкате или со едната рака, или со двете раце на почетокот тука на вегите. Дишите. Издишите. После на страна на очите, кај што е тука коската, на средина на таа коска, нежно. Вдишите. Издишите. После на ова коската под окото, под црнките на окото. Под носот. Под устата. Клучната коска, најдете крајот на клучната коска, два прсти подолу. Два прсти подолу
и диагонално на страната. Тука може ли да се масирате или да тапкате? 4 прсти под мишката. Тука тапкате. Дишите. Издишите. И на темето на главата. Дишите. Издишите. Направете вака неколку круга со тапкање. Мислите за проблемот. И кога го правиме овој начин на тапкање, ние го програмираме нашето тело. Му велиме нашето тело, еве, гледај го проблемот пред тебе, но гледај, смирувај се. Кортизолот се намалува и кога имате чист мозок, кога има доволно кислород во мозокот, тогаш можете да го разрешите тој проблем, како што реков и порано, полесно. Значи, не се плашите да мислите на проблемот. И повторите оваа вежба неколку пати, практикувајте, а за да ви помогне треба да практикувате повеќе пати. Сега, ако немате време да седнете, да ја правите оваа вежба, да речеме некаде се брзате на работа, во автобусте, одите да го земете детето од школа, што било, ако можете, тапкајте си вака или масирајте се тука, како што ги покажав тие две точки порано, зашто ова се меридијаните каде што е стравот. И кога ги масираме или тапкаме овие точки, се ослободуваме, помагаме на нашето тело да се ослободи од стравот. Значи, можете тоа да го правите, или пак, ако чувствувате многу жал, ова е точката или меридијанот за жал, каде што се чувствува жал. И значи пак, со овие двете можете да ги правите кога било, можете само вака да си тапкате. Не мора никој да ве гледа, може да биете на работа, раката под масата, да речеме, да си тапкате и да зборувате. Ако се надевам дека овие две работи ќе ви помогнат, или 3 мали вежби може да ви помогнат, ако имате некои прашања, напишете ми ги и пак, да речем, ви давам соучество и сега за сега пријатно и може пак ќе се сретнеме и пак ќе разговараме. Чао, чао.